за изградбата на нови зелени површини, односно нови зелени скверови, подразбира веќе постоечки, предвидени по деталниот урбанистички план или по генералниот урбанистички план зелени површини, кои за жал не се одржавани и се оставени така запуштени. Планираме целосна нивна реставрација, односно целосно нивно оплеменување со дополнително зеленило и урбана опрема, за да може граѓаните да уживаат во тоа зеленило. А напролет планираме и голема, јас би ја нарекол зелена офанзива, односно раззеленување на општината, меѓутоа не само на одредени делови или потези од општината, пример да речеме подолж на Илинденска да се посадат дрвореди, тоа е добро и тоа ќе продолжи, меѓутоа раззеленување внатре во населбите, односно на микрониво. Знаете како секаде помеѓу згради или куќи во одредени населби во Карпош има некои мали, средни или малку поголеми зелени површини кои што се запуштени. Тие целосно планираме да ги раззелениме и да ги оплемениме. А кога сме кај екологијата и кога сме кај здравата животна средина, нели тоа не подразбира само зачувување и надградување на зеленилото, тоа на еден начин ја опфаќа и хигиената во општината. Хигиената планираме секако да и се посветиме од неколку аспекти. Првите два се превентивни, а третиот е акутен кога имаме проблем со хигиената во општината. Односно, првите два се однесуваат на раззеленување на овие запуштени делови кои што ги кажав, како и асфалтирање или поплочување на одредени земјени паркинзи кои што се предвидени во плановите како паркинзи, граѓаните ги користат како паркинзи, а тие се во прашина или во кал. Зошто го велам ова? Бидејќи кога имате делови кои што се предвидени за зеленило, а не се раззеленети и се со прашина и со ѓубришта, доволен е еден ветар за сето тоа да го разнесе на секаде низ општината. Истото се однесува и на паркинзите кои што не се поплочени или не се асфалтирани. Граѓаните ги паркираат своите автомобили таму, еден дожд да падне е доволно за да се создаде кал, потоа тие со тркалата од своите возила ја разнесуваат таа кал по сите улици и ја разнесуваат на секаде по општината. Кога овие паркинзи ќе се санираат, ќе се асфалтираат или поплочат, кога овие тревници запуштени ќе се оплеменат, ќе се посадат со дополнително зеленило, ние ќе го превенираме создавањето на дополнителни ѓубришта и прашини во општината. И третиот аспект од кој што ќе условно кажано ќе нападнеме хигиената во општината е со зголемување на бројот на луѓе кои што ја одржуваат хигиената во општината и дополнително размислуваме за зголемување на бројот на комунални редари и комунални инспектори во општината, бидејќи за да се одржува хигиената секој треба да тргне од себе, односно овие комунални редари и инспектори ќе треба да ги известат граѓаните дека нешто што прават е противзаконски не смеат да го прават, а во одредени случаи нормално и да испишат некоја санкција за да можеме да воведеме ред во општината. Најбитно е да се спречи и да се превенира дополнително нарушување на животната средина, а постоечката веќе да се оплемени и да се одржи. Верувам дека ова е најдобриот начин да имаме почиста, поздрава животна средина за живење и да имаме општина која што едноставно и убаво ќе изгледа и ќе биде чиста за сите карпошени.